Здраво овни, се надевам сте добри, добро расположени и подготвени да ги чуете новите тарот предвидувања за јануари и останатите 5 месеци до средината на 2023. Значи, ова ќе бидат полугодишни видеа, ќе ги опфатиме сите 6 месеци од јануари до јуни, но поголем акцент ќе ставиме на јануари, затоа што тоа е месецот кој доаѓа, за него сакаме повеќе да знаеме, за останатите месеци ќе имаме месечни видеа, сега само ќе ги опфатиме оние поголеми, поважни енергии на кои треба да се обрне внимание. И пред да започнеме, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, претплатете се, доколку се тоа ви се допаѓа, тоа нам многу не значи. И сега да видиме овните во јануари. Некои од вас, повеќето од вас овните, вие ќе бидете во една добра положба, добра ситуација, вие сте во вашата комфортна зона, вие сте во вашата сигурност, седнати во вашиот трон, во вашиот мир и спокој и чекате нешто. Ова што го чекате, многу добро знаете што е, затоа што на некој начин сте или директно или индиректно инволвирани во нештова. Вие чекате некаква карма. Кажав или директно или индиректно, затоа што можеби вие ќе ја приредите некому, можеби само едноставно тоа ќе се случи, а веќе уживате во сето тоа. Некој направил нешто, некогаш, неодамна, порано, во минатото, значи било кога, и воопшто не било добро тоа што го направил. Тоа што го направил, можеби ви го направил вам. Направила, значи не се ограничуваме на полови, затоа што може се да биде, ова се генерални видеа, зборуваме за многу од вас. И може секој да биде. И направила, како што кажав, нешто, можеби вам, а можеби на некој кој вам ви значи. Можеби едноставно направил нешто и вие не сакате да бидете сведоци во овој живот дека лошите луѓе поминуваат подобро и дека лошите постапки не се казнати. Не, овој пат вие сте свесни дека тоа не е така и кармата многу брзо на некого ќе му биде сервирана. Сега не беше брзо до сега, можеби ова траеше многу долго, можеби од минатата година е нештово беше споро, да, но во јануари конечно доаѓа, конечно кармата на некого ќе му биде сервирана. Токму она што тој го направи, токму тоа ќе го доживее, тој или таа. Истите постапки, истите чувства ќе ги доживее, истите настани ќе се случат, вие ќе бидете сведок на сето ова. Ќе бидете многу среќни од ситуацијава, ќе бидете многу задоволни, затоа што со ова не само што гледате дека се вратило некому нешто, почувствувал исто како што другите се чувствувале или вие како што сте се почувствувале додека тој го правеше тоа, но овој пат сте среќни затоа што конечно гледате дека во овој живот нештата не остануваат неказнати и за постапките ќе си одговараат сите луѓе. Тоа многу повеќе ве радува, толку сте среќни, толку тоа ви дава една сила, една позитивна енергија, почнувате да верувате на овој живот, на луѓето наоколу, почнувате да верувате дека правдата конечно ќе увидите лицето на правдата. До сега можеби не сте често пати сте биле во неправедни ситуации или за некого може и ваш близок е се тоа, или за некој го познавате. И до сега кажав, често пати не сте ја гледале правдата во ова. Многу често. Но овој пат ќе ја видите и тоа толку вас ќе ве израдува. Од другата страна, многу добро знаат што ќе се случува, го очекуваат можеби и тоа. И
а и да не го очекуваат, се во навистина лоша состојба. Она како тие се чувствуваат, она како тие ќе го доживеат сето ова, па и не е баш убаво. Во нивната кожа е многу непријатно да се биде, сега откако ова ќе го доживеат. И тоа е карма, таков е животот. Меѓутоа, она на кое што вие треба да внимавате е, ако случајно вие сте тие директно инволвирани и вие сте тие кои ќе му ја сервирате некому кармата, треба да бидете внимателни околу суровоста, треба да бидете внимателни околу изборот на се она што ќе го направите, сервирајќи ја таа карма. Значи, бидете внимателни, затоа што многу лесно, ова толку многу ви е важно и токму затоа многу лесно може да станете многу сурови во ситуацијава. Многу сурови и дури за некого и непресметливи. Затоа внимавајте на опциите, методите што ќе ги изберете, имате многу начини. Сепак, зачувајте си го достоинството и човечноста во вас. Не бидете како оние другите. Сега други овни во јануари, може би има некоја работа која треба да се заврши. Значи, вака, кога зборуваме за нештава, тие можат апсолутно во секое поле да се одвиваат, може во љубовта, може би во кариерата, може домот, семејството, вашиот личен приватен живот, вашите чувства, се може да стане во збор. Тоа вие си го знаете. Јас сум тука да ја пренесам само пораката. Во кое поле ќе се однесува за вас лично и конкретно, тоа вие си го знаете. Значи, некој од вас сте во нешто, сте во некоја ситуација, може би некој нешто ви ветил, може би не само што ви ветил, туку и нешто веќе се одвива, се одигрува. Сакам да бидете внимателни, затоа што може би ова што треба вие да го видите, да го доживеете, да го искусите, да се случи, може би не е за вас. Може би не е вашата шолја чај. Едноставно, ова е некоја туѓа приказна, некоја туѓа ситуација и обидете се навреме да излезете од ова, затоа што и да не излезете навреме, ова ќе се случи за некој друг, ова не е за вас. Ова не е ваше, ова не е патот по кој вие треба да одите. Затоа внимавајте. Ако веќе сте влезени во нешто, меѓутоа уште ова не е завршено, па вие треба да го добиете, вас да ви се случи, вие да го преземете, како и да внимавајте. И ова ситуација е поврзана само со оние кои во ова, конкретно ова ситуација е вклучен некој поголем човек, поголема личност, може би раководител, може би некој од властите, може би едноставно некој од властите, градоначалник, што и да е. Внимавајте, ова не е вашата приказна, излезете на време, затоа што сепак за некој друг е нешто. Некои други од вас, особено за женскиот пол, овните, за жените овни, ова е порака, гледам дека некои од вас ќе одите на некакви може би ќе се советувате со некое видовито лице, може би само ќе платите некаде некому за некоја информација, но внимавајте со кого се советувате и каде плаќате за информација, затоа што може би тоа не е вистинскиот извор од каде што вие треба да соберете информации и она што ќе ви го принесат се само грижи и само начини како повеќе пари да извлечат од вас. И тоа би било тоа за јануари. Сега одиме со ред за останатите, кажавме, месеци до средината на 2023, па да видиме што
ќе се случува во кратки црти, се разбира во февруари најпрво. Во февруари вие овните конечно ќе разрешите некакви дилеми, конечно ќе расчистите некои недоразбирања, некоја магла, некоја конфузија, некоја ваша неодлучност. Значи може да станува збор за било што, апсолутно било што, дали е во љубовта, дали е во кариерата, дали лично на вас нешто, за некого сосема беззначајно е нешто во можеби. Меѓутоа, штом го споменуваме како главно овде, ќе заземе еден можеби подолг период, ќе зафати од февруари, а можеби ќе биде поголемо од колку што се надевавте. Можеби некакви се ситници кои ќе го вашиот живот ќе му дадат многу поголемо значење или пак тие ќе добијат многу поголемо значење во вашиот живот. Значи некаква конфузија, некакви дилеми ќе расчистите и конечно ќе бидете ослободени од ова конфузија, ова магла, ова неодлучност вас ве спречуваше и да преземете нешто и сега конечно сте спремни на следните чекори. Она на кое треба да внимавате во февруари е некој можеби е водолија, ако не е водолија можеби ги има карактеристиките на некоја водолија, или ако не е водолија, воопшто не станува збор за тоа, можеби е некој кој во вашиот живот носеше позитивна енергија, носеше радост, носеше оптимизам, среќа, тој некој размислува да напушти некаква ситуација. Размислува да напушти ситуација, можеби во некој проект во кој заедно работевте, можеби нешто заеднички правевте, можеби нешто во кое заедно се договаравте дека ќе го направите, можеби ќе ја напушти ситуацијата и размислува за тоа, можеби ќе го направи тоа уште во февруари. Затоа внимавајте, ова се појавува како нешто на кое треба да обрнете внимание и ако сте вие тие, можеби пак вие сте тие кои ќе сакате да напуштите некоја ситуација која повеќе не ви носи ни позитивна енергија, ни оптимизам, ни среќа. И за секој месец сега по една кратка љубовна порака, можеби некој нешто сака вам да ви порача, можеби вие ова нешто што ќе сакате некого да го порачате. Љубовната порака за февруари е дека постои некоја сродна душа. Постои некоја сродна душа која со вас е во една друга енергија. Со духот е со вас, физички може не е тука, но со духот е со вас. Затоа, вие, што е потребно вие да направите? Треба да верувате, треба да го почувствувате, да го посакувате и физички ќе се манифестира пред вас. Тоа за февруари. Сега одиме понатаму, одиме во март. Март 2023. Во март ви овните ќе некаков циклус ќе се придвижи. Нешто бело закучено или нешто толку споро се одвивало што вие мислевте дека ова веќе може нема ни да се случи, може нешто чекате да дојде, може нешто чекате да добиете, може е информација, може е предмет, може е ситуација, може да е се, може да е работа, може да е буквално се вие што чекате, а е закочено на некој начин, едноставно никако да се придвижи. Во март очекувајте нештата да се придвижат, конечно да се придвижат. И веќе го гледате, го надзирате почетокот на она што толку долго го очекувавте. Она на кое треба да внимавате е, и повторно се јавува истата енергија како од февруари, повторно се појавува истата ситуација, оној кој го споменав, она која ја споменав дека сака да ја напушти ситуацијата, повторно се појавува, меѓутоа
Овде во март вие треба да внимавате какви опции му давате да располага. Можеби кај вас откако ќе се придвижи некоја работа која била закочена, вие сега го менувате фокусот и целата енергија ја насочувате натаму. Меѓутоа не погледнувате позади, што им оставате на другите, што им оставате да направат, какви можности им оставате. Затоа треба да бидете внимателни. Штом се појавува во позиција на кое треба да внимавате, значи бидете внимателни што им оставате на другите луѓе да може да искористат против вас, да направат против вас или пак да излезат од некоја ситуација благодарение што вие сте ми ја дале можност. Љубовната порака која е за вас за март месец е трансформација. Вашата врска еден помеѓу друг ќе се продлабочи. Љубовта ќе биде причина за таа трансформација, значи преку љубов ќе ги надминете недоразбирањата, со љубов и со разбирање ќе дојдете во нова продлабочена врска, ситуација, значи очекувајте убави нешта во љубовта. И сега одиме понатаму, одиме до месец април. Месец април, вие овните, месец април почнувате нешто ново, се појавувате самите, а секогаш кога ќе се појавите самите вие во отварањето, тоа е знак дека вие ќе бидете центарот, вие ќе бидете главната енергија и се што се случува тој период. Значи, во април месец нешто околу вас, нешто поврзано со вас, а тоа се нови некои почетоци, нешто ново отпочнувате. Може би претходно на што споменавме во месец март, кога споменавме дека сте закочени и сега ќе се придвижат работите и нешто ќе започне, може би започнувате нешто ново во работата, нешто ново во домот, може би нешто на вас ново ќе се случува, ќе промените нешто во изгледот, што и да е, нешто ново, една нова, убава енергија, млада енергија, нешто многу убаво. Она на кое треба да внимавате се блиските и семејството. Може би некој не мора да значи дека е буквално во најтесното семејство. Може би во поширокото семејство, во фамилијата. Треба да внимавате на нечии постапки, затоа што овде се појавува ситуација дека некој може би нешто прави кое вие не би го одобриле во никој случај и под никакви околности. Затоа, ако можете, обрнете повеќе внимание, не бидете, може би па и ова која кажав дека сте вие центарот, може би вие ќе бидете обседнати и обземени самите со себе, со нешто се случува, па нема да обрнувате многу внимание на тие околу вас и тие ќе ги искористат можностите да направат нешто кое вие не го одобрувате, ниту го сакате. Пораката за вас за месец април е страст. Магнатска и заводлива енергија околу вас. Уживајте, искористете сета ова, може би вие ќе бидете привлечни, ќе привлекувате со тоа како зборувате, со тоа како се однесувате, зборовите многу се важни, може би едноставно некој нема да може да одолее на вашиот глас, на вашите зборови, може би на изгледот, значи ќе бидете многу привлечни во месец април за спротивниот пол и за сите околу вас, едноставно ќе чувствувате тој магнетизам. И сега одиме во месец мај. Месец мај повторно многу убав месец. Она што го забележав е дека вашата 2023, мислам дека ќе биде целата, но сега конкретно зборуваме до половината, до јуни месец, е многу убава.
многу убава година ќе имате, нема никакви компликации, нема никакви потешкоти, многу убави нешта ќе ви се случуваат. Еве и во мај тоа е случај, вие ќе уживате, вие ќе славите нешто, вие славите никаква победа или славите некаков договор, славите нешто на кое сте ставиле подпис. А кога ставаме подпис? Кога нешто купуваме, кога се согласуваме на нешто. Вие овде вака гледам дека ќе се стекнете со нешто. Вие се стекнувате со нешто, дали се со предмети, автомобил, куќа, стан, имот, некаков, вие се стекнувате со тоа, со нешто тоа сигурно, а за другите од вас што еве не се пронаоѓате во поракава, вие славите некакво партнерство, некаков договор, славите нешто можеби нова работа, нова кариера, нешто ново и нешто преубаво во животот. Значи мај е еден многу позитивен и преубав месец. Уна на која треба да внимавате е на тоа дека некој можеби се изморил од ова е многу по некако можам да ја поврзам поракава со љубовта најмногу, затоа што некој можеби се изморил од молење, некој се изморил од тоа да ве убедува постојано, да ве убедува во својата љубов, во своите чувства, да прави постојано нешто, можеби се изморил. Значи внимавајте на тоа и можеби ќе прави пауза или ќе отстапи или ќе заврши со неговите обиди, незините обиди, затоа внимавајте, значи еве го знаете однапред нешто, внимавајте од пред тоа, од април, март, уште порано внимавајте на тоа колку некого го ставате во ситуација на притисок, да постојано да прави нешто, да се докажува, да се обидува, затоа што можеби веќе во мај ќе се чувствува изморена од оваа ситуација, па ќе сака да се откаже. И за љубовта уште една кратка порака. Вашата порака е: дозволете да има блискост повеќе у вас. Меѓутоа, дадете си повторно простор. Љубовта никогаш не потврдува, таа секогаш дава и дозволува. Значи, вие што се пронаоѓате во поракава, бидете блиски, да, меѓутоа немојте да бидете многу. Дајте си простор еден на друг. Не му одземајте слободата, просторот на партнерот, оставете го да дише, оставете го да биде своја, да прави нешто што ги сака, со тоа уште повеќе ќе се продлабочува љубовта помеѓу вас. И сега за крај одиме уште со месец јуни. Јуни месец за вас овните ќе се отварат некои можности. Ова е ситуација која долго ве мачеше и едноставно не наоѓавте решение. И не можевте да го најдете решение во физичкиот, да речеме, свет. Во физичкиот свет бевте спречени, бевте оневозможени, дали од болест или дали се работи за болест, па бевте спречени, бевте оневозможени. Дали од некакви други пречки, милион пречки може да бидат, тоа вие го знаете, меѓутоа спречени бевте нешто да направите. И единствено што ви остануваше е оној другиот свет, каде што вие преку молитва, медитација, преку милион други начини, закони за привлечност и многу други методи кои сте ги имале, па баравте начин ова да се реши. И сега конечно во јуни се отвараат вратите и се отвара можноста за ова што толку долго ве мачеше. И сакам да ви кажам дека сега не само една, туку многу нови можности. За некого може би бројов ќе биде значаен, може би 7 можности, 7 нешта ќе се отворат, а за некој од вас може би ќе се отворат само едне многу можности од кои ќе треба да избирате. Може да се јави малку конфузија околу тоа дали знаете сега што да изберете, дали ќе биде, меѓутоа верувајте на себе си, на интуицијата, вие секогаш знаете, а може би пак и имате можност сето ова да го доживеете и во сето ова да уживате.
Она на која треба да внимавате е некој многу сличен на вас или некој директно поврзан со вас. Или пак некој над вас. А може да е и нешто од религијата, од нашите верувања, може да е. Внимавајте колку многу се посветувате на оваа енергија. Внимавајте колку многу одзема од вас оваа енергија, колку многу пружате во ова нешто. Значи, ако е над вас, ако е во работата некој над вас, во домот некој над вас, внимавајте колку многу се трошите и колку многу енергија, љубов, внимание, време од вас другите земаат. Затоа што очигледно штом се паува прагава е дека многу повеќе од колку што е потребно вие таму се давате и се внесувате. И уште една последна порака за јуни, љубовна порака. Пораката за вас е буквално како некое писмо, сега ќе звучи, меѓутоа можеби вие сакате овие зборови да ги пренесете некому, можеби вас некој ќе ви ги пренесе. Сакана моја, можеби сме физички разделени, но духовно секогаш сме споени. Затоа што љубовта и надминува и просторот и времето. Ништо нам не ни недостига. Ете и оваа порака, некому можеби нешто ќе значи. Драги мои овни, тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте, јас искрено се надевам дека ќе најдете по нешто од ова што ќе ве значи, ќе ве води. И до следното наше видео. Чао, чао!